Во изминатиот период имаше обструкции во Советот на општина Кочани за важни прашања за граѓаните. Потребна е департизација на јавната администрација за да се направат промени во системот што е нефункционален. Беше нагласено на пресконференцијата што пред новата детска градинка во населбата Драчевик ја одржаа независниот кандидат за градоначалник Венко Крстевски и кандидатската листа за советници со срце и душа за Кочани. Департизација е нашето најсилно оружје. Повеќе од 3,5 децени, партиите кои што ја кроја нашата судбина, донесоа трагедии и силување на младите, создадоа нефункционален систем кој најдобро го осеќате сите вие. Јас, како градоначалник овие неколку месеци, тоа го остатив преку обструкции од вработени во рамките на самата општина, преку обструкции во КЈП Водовод, преку партиските директори во училиштата, но пред се обструкции во рамките на Советот на општина Кочани. Во Советот на општина Кочани беше гласано против отварање на детската градинка Детелинки, против меѓуопштинска соработка со општини кои што ни подадоа рака со своите инспекторски служби за да имаме подобра контрола и безбедност во градот. Тие гласаа против шинтерска служба за да ги заловува уличните кучиња, но затоа гласаа за паралелки со по 2-3 ученика и вработување на нивните партиски кадри. Јас можам да ви кажам дека по победата на овие избори ќе ги искористиме сите популарни и непопуларни мерки за да ги отстранеме тие партиски потрчковци од рамките на институциите кои што ги држат во заложништво и сите лица за кои што имаме докази за корупција ќе бидат санкционирани и исфрлени од институциите. Наша цел е да направиме транспарентни и ефикасни институции и да го променеме системот кој што е правен погрешно од страна на партиите сите овие децении. На пресконференцијата се обратија и носителката на кандидатската листа за советници Благица Сабовлевиќ Стоименова и кандидатот за советник Филип Цветанов. Како млад човек кој сака да живее и твори во општина Кочани, во Советот најмногу би се залагал за културата, спортот и секако безкомпромисната транспарентност која сакаме да им ја дадеме на граѓаните на општина Кочани. Само така можеме да почнеме да ја разбиваме силно присутната корупција која имаме и во институциите и во целиот град. Сакаме да им подадеме рака на сите кои сакат да се борат против системот кој не влече назад, малку по-филозофски да се изразам, човек на човек повеќе нема да му биде волк, туку сите заедно ќе избуткаме напред после оваа криза што не снајде. Ќе ги оставам младите да зборуват од име на сите, а од вас само ќе побарам силна поддршка за тоа што сега се 5 минути на Кочани да му ја вратиме душата. Се друго ви кажа идниот градоначалник и ова младо дете, а нашата улога на повозрастните мајки и баби, сите заедно да застанеме за овие деца и да му ја вратиме душата на градот. Сите вие мои еснафи добро паметите како убаво се живееше во Кочани. Не е ни до пара, не е ни до природни ресурси, сето оние Господ дарувал, само ние треба со овие две раци и ум у глава да се доближиме еден до друг повторно, како некогаш и сите заедно Кочани да го препородиме. Поздрав, се гледаме на 19 октомври, 73:57, до тогаш да ги сонувате. Благодарам. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.